Утрово точно во 7 часот навреме беа отворени сите 142 избирачки места во општина Прилеп. 64.924 граѓани денеска ќе може да го остварат своето право на глас, избирајќи помеѓу двајцата кандидати за градоначалник и трите советнички листи. Председателката на општинската изборна комисија Каролина Шукуровска вели дека изборниот процес за сега течел нормално. Во Прилеп отворени се гласачките места. Според досегашните информации се одвива процесот на гласање непречено. Гласањето се врши на 142 гласачки места, при што право на глас за овие локални избори имат 64.924 гласачи. Немаме информации за било какви нарушувања на процесот на гласање. Се наоѓаме на гласачкото место 1403. Гласачкото место е отворено точно на време во 7 часот. Гласањето ќе трае, ќе го затвораме во 19 часот. Денес на овој ден право на избирачки глас има точно 771 лице. Граѓаните велат дека очекуваат мирни, фери и демократски избори. Да го остваривме моето право за гласање, гласавне за тој кандидат што мислевне, така е тоа моето мислење. Очекуваме резултати подобри. Сепак понатаки ќе видиме. До сега да, и фери демократски да бидат изборите. Право на глас, посабаље зашто заминуваме на пат. Што очекувате за општината, за животот? Па за општината се најубаво, да победи подобрио. Па како и секој граѓанин на Република Македонија, така и јас исто сабајле рано дојдов, отворени се изборните места. Го оствари моето право и се заминувам, нормално имам полски работи. Понатаке кој ќе победи, народот ќе го одлучи. Гласањето навреме започна и на сите 13 избирачки места во општина Кривогаштани, каде се запишени вкупно 4858 граѓани, кои ќе се определуваат за еден од двајцата кандидати за градоначалник и за една од трите советнички листи. Во Крушево, пак своето право на глас, денеска ќе може да го остварат 8064 избирачи на 22 гласачки места, кои ќе одлучуваат за еден од двајцата кандидати за градоначалник и за една од 7 советнички листи. Гласањето за сега мирно се одвива и навреме се отворени сите 40 избирачки места во општина Долнени, каде денеска ќе гласаат 11.520 граѓани со право на глас, кои ќе одбираат помеѓу еден од 7 кандидати за градоначалник и за една од 9 советнички листи. Гласачките места навреме се отворени и во општина Македонски Брод. 5258 гласачи таму ќе гласаат на 45 избирачки места. Ќе се избираат помеѓу 4 кандидати за градоначалник и 15 советнички листи.